Да, се наоѓаме во аеродром, во фризерскиот салон Фризура, заедно со Али Февзи, веќе сме тука често, односно секогаш кога Али Февзи има нешто да ни кажа. Биди Али, остануваме и натаму, нели може да се приклучите и вие на оваа група и да станете хумани, односно да продолжите со неговата убава акција. Овој пат зборуваме за децата, значи започна школската година, но веројатно ние си ја крстивме оваа акција за секој дете да има еднакви услови за школување. 200 ранци ни требаат, 100 се веќе поделени, уште, односно 300 ранци се извинувам се потребни, 100 се веќе поделени, очекуваме од вас како хумани луѓе да помогнете и да ги донесете ако можете токму овде, значи во стариот трговски центар во аеродром позади Капитол се наоѓа фризерскиот салон Фризура, Али Февзи ќе биде тука или некој од неговите братви или некој тука ќе има кој што ќе ги превземе тие работи. Но освен ранци потребен е и целокупен школски прибор. Значи се нешто што ќе ви падне на памета, не ви е веќе потребно дома, ве молам дојдете и донирајте. Заедно со Али Февзи во оваа негова убава хумана мисија и заедно со нас медиумите кои што веројатно му ја даваме целата поддршка и му помагаме во оваа негова мисија, нели да помогне или секое свое парче или заработено делче пари, нели да биде и во хумани. Цели тука е и тетка Жане, велат ме знаат како Жане, а не како Снежана Јакимовска, така е нејзиното име и презиме, но сите ја знаат како тетка Жане. Ке се префрлива кај вас, но да почнеме со Али. Значи, дали сте задоволен прво до сега како се одвива ова и уште колку деца чекаат на нас? Се благодарам што дојдовте. Тоа е чест за мене, затоа што со вашата хумана акција, со медиумскиот поддршка, се види дека и прошлиот пат дека обезбедивме услови за новокредо толку многу семејства, 10 семејства, и се надам дека и за школскиот година ќе биде да ја обезбедиме школски ранци и школски превоз за раннива категорија на деца. Тоа ќе ни биде најголем успех, затоа што секој дете има право еднакво да учи со другото дете што има услови за учење. Така, и уште нешто, се мислевте дали да споменате, но еден наставник побара за своите деца да биде среќен, веројатно и тој, ранци, така? За жал, кога ќе дојде едно време наставник да ти побара за 5 негови ученици да бидат од школа, да имаат услови за учење, значи јас дојдов до дереже да помогнам на секој вид на ранлива категорија, затоа што и наставникот да ти побара од еден обичен човек, еден граѓанин, од еден бербер да помогне да бара услови, а ја исто барам од луѓе да помогнат и да не ги оставиме тие 5 деца што наставникот ми ги побара за неговите деца, да обезбедиме услови да може тие 5 деца да учат со нив во иста ранлива категорија. Така е, да, се силиме сега кај тетка Жане. Тетка Жане, беше ли тешко или тешко ли вие да ја сортирате тие цели работи или нешта што се носат нели во овие хумани акции, донации, па и да ги однесете, па да бидете тука, па да ги пречекате луѓето на кои што треба да се донира? Прво ви благодарам на прашањето. Значи, не ми е тешко уопште. Јас свекам таа работа, работам 30 години. Во Ерохуман Интернационал бев 25 години, така да со радост, со желба ја работам со сета моја сила. Значи, доаѓам овде кај Али, сега сум заедно со Дејан и со Али, Биди Али, и зимам тука што има роба, со моје возило, носам дома, селектирам и ја објавуваме на кој што му треба, нека повели да си земе. Така, ако треба некаде неподвижни луѓе имаме, самата јас ги носам. Има ли некоја средба што може да ни ја раскажете? Има ли некое дете чија што насмевка ви го направила денот? Да ви кажам, има повеќе, значи повеќе има. Се сретнав со еден случај кај што детето немаше храна дома, немаше облека, така да солзи на очите ми дојдоа. Стварно, се што имав јас од дома, спремив и му однесов. Така да, и моите керки две се многу хумани. И тие ги научив, да. Едната ми е во Америка, меѓутоа таа додека беше тука преку телевизија помагаше на незините другарки, значи си отвори таква емисија, тоа беше Амазон телевизија, кај што ни беше поблиска и така да многу одамна помагаме и бараме донации, еве сега пак ќе замолиме
школски прибори, значи децата немаат доволно. Гледам јас во училиште, ќе спомнам наумно-морски Борче, би требало нешто да се помогне и таму за дечињата. Имаме и таму доста дечиња кои што стварно се загрозени, да кажам, ранливи се. И тоа, јас сум секогаш расположена да помогнам, да дојдам тука, да земам и И да бидете среќна после тоа. бидам среќна. Многу сум среќна. Многу, многу. Јас морам да им кажам на луѓето, често пати забораваме во ова наше секојдневие на се нешто ни е потребно во овој материјален свет, некако забораваме колку ни е доста или колку ни треба. Дека се нешто што не ни треба можеме навистина да го подариме и така е да се Секое време да се донира. Значи, сите кои што имаат непотребни работи дома, значи искористени, не ги носат, не ги употребуваат, било што. не ги чувајте. Да, не ги чувајте, донирајте ги. Има луѓе кои што навистина им треба многу. Значи, има луѓе кои што нема, значи домаќинство кое што нема едно тенџере дома. Да ви кажам и со тоа се судруваме, гледаме, на пример шолји за кафе. Пие кафе во чаша за вода. Зошто? Нема шолји. Значи, тие се Се нешто е потребно. ранливи категории кај што треба стварно да се донира. И уште еднаш ќе замолам сите што имаат непотребни работи, не ги користат повеќе, да ги донираат овде во аеродром во Флизерницава кај Али Биди Али. Значи, во секое време ние ќе ги поделиме, ќе ги подариме таму кај што треба. Така. За почеток вие можете да ги донесете и петеранци, да го усрекеме еден наставник, не кажувам име и презиме, не е важно ни училиштето, најмалку се важни или треба да ги апострофираме децата, но секако тие ќе имаат детска насмевка ако им ги подариме нели или ги донираме овие ранци. Го спомена Жане Дејан, така да кажеме дека Дејан вие уште еден човек дел од тимот, веројатно потребно е ширење на овој тим и не за друго, нели? Нема врска дали си муслиман, дали си христијанин. Вие само докажувате дека нема врска тоа од која вера си, од која националност си, на кого припаѓаш, кому припаѓаш, сите сме ние под исто сонце и веројатно сите заслужуваме убави услови. Така, сега, значи, од почеток станавме како хуманитарец, веќе отворивме хуманитарна организација, биде Хуманост 2022, тоа значи еден чекор направивме за нашата држава да имаат ранива категорија добри услови, зашто секој што ги сака да донира веќе ќе има оправдано, ќе има отказ од нас некој чек или некој документ дека на вистински раце, дека на вистински донирал, да. Значи одговор нема да биде сега веќе дали да дадам, дали да не дадам, значи секој документ, секој оправдано финансиски средства или било што ќе има оправдано документ за тоа што сака он да донира да помогне на ранива категорија Македонија. Кога сме кај ова чикчиња, имате вие многу благодарници, многу плакети веќе по дома и веројатно сопругата веќе нема да се лути за тоа што 1000 или 1500 динари кои што ги заработувате овде, ги делите заедно со луѓето на кои што им е најпотребно. Последното е мајка Тереза. Кој ви кажа, како ви се јавија? Тоа ми беше најголем чест, затоа што да добиеш плаката од мајка Тереза за 2022 ми беше еден гордост кога тој народ што видов пред мајка Тереза, тоа што е споменикот, народот стана, ме поздравуваше, ме аплаузираше на нозе. Тоа ми беше еден чест, затоа и таму неколку збора кажав дека Господ е еден за сите. Значи без обзир на вера нација да се помагаме да го спасиме овој свет. Значи било кога гледаме дека се очекува некој да работи лошо, не дај Боже, сакаме секој човек што е роден да се го живее животот скромно и добро, да може и другото наследство да остави, да имаме еден плод во светот. Ако гледаме дека ранива категорија има негде фамилија, роднина, пријател, да му помогнеме, да му продолжиме рака, затоа што да не оставиме деца гладни, да не оставиме деца со наведните глави да идат на школа или да го гледаме по улица дека не може да седне да јаде некој со извинува ќе се слика со најубаво јадење, става на Facebook на стори, а некој гледа од далеко, не може ни да земе нешто од тоа. Неколку пати сум вишол во некои ресторани, ќе завршат со јадење некои луѓе, ќе остават луѓето трчаат да јадат на тоа што останало. Значи, ги замолувам луѓето да бидат хумани, да не гледат тие што се од ранлива категорија, да ги понижат, да им пуштиме еден добар збор, да им дадеме една рака, да им пружиме една рака, затоа што дечињата се пред се за нашиот свет, нашата држава се најбитни.
Биди Али 070 330 566. Еве ми помагали со овие негови мајчки. Може би треба и да ги продавате како донира компјутер, а? Еве како иницијатива. Или не сакате? Или може да донираат луѓето, ако сакаат мајчка Биди Али. Еве сега колку мајци и дуксери сега во зимно време, порачав околу 200 дуксери. Значи им реков кој сака да донира, може од мене од гратис да им дам по еден дуксер, задоволство ќе ми биде некој да носи Биди Али мајчка, затоа што не е тоа дека биде, тоа е биди хуман. Тоа сака да тој стави срце. Не ми лошо ми беше ова продавам, туку донирај. Донирај за нели. Да, значи задоволство од него да ми донесе една кесичка барем за една фамилија да има храна, ќе му дам од мене еден дуксер со викат барем ќе се чувствувам дека јас нешто тој што ми возвратил ја да направам нешто јас од мене, моја страна. Уште еден пријател ваш ќе им подари по еден оброк на една сендвичара овдека, нели, во Скопје, ќе им подари по еден оброк на сите на местата каде што тој има свој сендвичари. Како дојде пак до таа мисија? Значи, очекував да отварам народна кујна, видов некои луѓе, за жал не стоја на збор. Не се надевам дека нема да оставам гладните се да има, затоа ги молам овие што имат ресторани, сендвичари, фала Богу, се пријави ова лесковашка скара Вили, он ми рече дека од следната недела барем до 30 оброка секој ден ќе ги донира. Тоа ќе биде барем за 30 семејства, тоа може да биде до 100 оброка. Се надевам дека и он, како што ќе ми помогне, Господи него да му помогне, да се надам дека такви како него што ќе има сендвичари ќе се појават, ќе се пријават и други сендвичари, затоа што борбата за сиромашните да нема гладни ќе го терам до крај. И да не отварам хуманитарна кујна, да народна кујна, важно ќе се борам со секоја страна да имаат оброк луѓето. Али ви благодарам, тетка Жани, и вам ви благодарам и натаму останете вакви убави и хумани и ги поканувам сите оние. Значи местото е стариот дел на во аеродром, односно позади Капитол во стариот трговски центар, за оние кои што го познаваат подобро аеродром. Тука се наоѓа фризерскиот салон Фризура, тука е местото каде што може да ги донесете ранци, училишен прибор, што не ви е потребно веќе, исчистате, а некому ќе му биде задоволство и ќе му биде многу од помош и корист.